вакви инциденти, кои што длабоко задираат во чувствата на граѓаните, кои што се обидуваат да ги создаваат. Сега е црквата во Галате, утре може да не се случат уште многу други, би рекол, напади, спречување и така натаму во делот на верски објекти, и на тој начин се подкреваат или подпалуваат меѓуетничките судири внатре во државата. На Македонија не е потребно да имаме инциденти, посебно не во делот на меѓуетничките односи. Никако апсолутно не смееме да се играме со правото на вероисповест. Сметам дека се што треба да се решава помеѓу институциите на системот, дали е тоа Македонската православна црква, Исламската верска заедница, Католичката црква, локалната самоуправа, државната власт, преку диалог мора да се дојде до решение. Затоа што на крајот граѓаните треба да ги сносат последиците. И затоа сметам дека неоправдано е и го осудувам приведувањето на било кој во еден ваков случај, и секако дека не треба и да се посегнува по таков начин на однесување кога станува збор за верски објекти. Инаку, како и на кој начин се однесува и полицијата и што е тоа што се прави во изминатиот период, навистина не сакам ништо повеќе да кажам. Ќе напоменам случувањата на аеродромот меѓународен во Скопје, ќе ги напоменам случувањата на граничниот премин Блаце, еви ова што се случува во Галате и уште низа на други примери во државата, така да нема оправдување, ова се некакви други структури, поранешни или сегашни. Во македонската полиција не може да има поранешни и сегашни структури. Македонската полиција е таа која што им служи и треба да им служи на граѓаните и на интересите на граѓаните.